Социјалдемократите со 20 пратенички потписи го предложија Тала Џафери за нов председател на Собранието. Беса нема да ги подржи. ВМРО-ДПМНЕ бара секој кандидат за собраниски спикер да ја отфрли тиранската платформа. Вака законодавниот дом ја продолжи конститутивната седница која почна на 30 декември. Пред пратениците се две точки на дневен ред: избор на комисијата за избори и именувања и избор на председател на Собранието. Социјалдемократите сметаа дека треба да се скокне првата точка оти била безпредметна. Од ВМРО-ДПМНЕ порачаа: дебата треба да се отвори за сите теми, а пратениците од СДСМ да одговорат што се е договорено за законот за јазиците. Бидејќи е безпредметна, нема потреба да се одлучи и да се дискутира понатаму по оваа точка. Работата на комисијата е безпредметна, бидејќи веќе постои предлог од 20 пратеници за избор на председател на Тала Џафери. ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија во своето функционирање во Собранието ќе ги почитува Уставот, деловникот и парламентарната пракса во насока на заштита на државните и национални интереси на Република Македонија. Ние нема да прифатиме партии кои што покажа во минатите години многу пати како се блокира собрание, како се поднесуваат илјадници амандмани, како се блокираат над 150 закони, да држат часови и лекции за тоа како собранието треба да работи. Беса нема да го подржи Џафери за нов председател на Собранието. Предлогот не е наметнат, порача Гаши. Движењето Беса ја информира јавноста дека нема да ја подржи оваа кандидатура, бидејќи смета дека таа е наметната. Наметната за нас. Продолжението на конститутивната седница почна со говорот на Антонио Милошовски, кој рече дека председател на Собранието и комисијата за избори и именувања доаѓа од победничката партија на изборите, а тоа е ВМРО-ДПМНЕ. Победничка партија и пратеничка група беше ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство и Коалицијата за подобра Македонија. И затоа сметаме дека согласно волјата на народот и согласно на парламентарната демократија, кандидат за председател и председател на Македонското собрание треба да биде од редовите на оваа победничка коалиција. По Милошовски уште 50 пратеници побараа збор. Социјалдемократите процедурално му забележаа на Велјановски дека со излагањата и репликите се поништува претходно договореното на координација. Велјановски пак возврати: се и во согласно со собранискиот деловник, секој има право да се јави за збор. На една дискусија од пратеничка група, иако ќе ми речете сега нема пратеничка група и затоа сите може да се јавуваат за реплики, имајќи во предвид дека најголемиот дел од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ се пријавени за реплики на говорникот од ВМРО-ДПМНЕ. Има стенограми од сите седници. Ќе ги проверите ги или службите ќе ги проверат, ќе ги дадат стенограмите. И ве молам, значи така е согласно, не дофрлајте од место господја Шекеринска, не дофрлајте. Така е согласно деловникот. Сега, дали е политички исправно или не е политички исправно, ваш став е едниот, став на другите е друг. Јавноста има трет став и јавноста најдобро ќе го цени, ќе го знае дали е кој од тие ставовите се најисправни. Расправата во Собранието продолжува утре напладне.